Еве, да не речат дека ние рибарите цело време седиме само на едно место со трските пуштени во рака, чекаме, дремиме и било многу здодевно, пензионерски и не знам како, се решивме овој пат на еден поинаков риболов. Еве, барем за мене не е толку секојдневен, затоа што јас познато е повеќе сум љубител на тапа да гледам да ми шета по реката, ама сега наместо да шетат тапата по реката, ќе шетам јас со моите пријатели низ река, па ќе се обидеме да фатиме некоја пастрмка. А тука се наоѓаме со моите пријатели кои што беше ете наша голема желба, на нивна покана и на наше големо задоволство, гости кај нив, се наоѓаме во Кичевскиот регион, ќе ни кажат поточно тие каде, на ревирот Треска 1, така? Така. Ај, добре ви дојдовме. Добре ве најдовме. Се надевам дека ќе си направиме убава дружба. Денот се гледа денеска од утрото, ако викаат дека денот се познава, утрото многу убаво. Воздух многу убав, многу убава природа. Ја зирнавме од мост реката, беше супер. Како што рековте, малце падната водата, ама се надеваме дека ќе има. Така. Малку и подоцна доаѓаме за овој риболов. Мало е касен период за таа работа, ама ќе се обидеме максимум најдобро да извлаеме. Вие ќе видите наши водачи, а јас многу мудро ќе ве следам и ќе ве слушам, бидејќи пак ќе кажам не сум фрлал многу ни на воблери, ни на блинкери, на таква работа, па се надевам дека и јас ќе фатам некоја ука од целиот занает, така и може и ќе извадам и некоја риба. Така, затоа си дојде. Така. Може да одиме? Од сега оиме да видиме уште еднаш реката, за да ни направи уште поголемо задоволство и после сакам еднашка да ми покажете како прво се врзува, се мести целата опрема за да имаме еден успешен риболов. Договорено? Одиме. Ајде. Ај сега, пријателе, бујрум трскава и да видиме сега цел процес како врзуваме подвез. Како ќе врзиме подвезот и зошто е битен тој подвез, така? Сега ќе објасниме све тоа како што треба. Ние користиме најчесто подвез FG ноцеви. Тој ти е FG подвез или чвор, по наше кажано. Ќе објасниме како се врзуваат, како треба правилно да се врзуваат. Најчесто некој што би го врзувал прв пат, што би се обидувал да го врзуват прв пат, нема да му успеат прв пат, втор пат, трети пат. Ќе имат повеќе обиди, али во главно ние ќе покажеме како. Конец, имаме овде вака конец 18. Река Треска, мало е со дрва, со ветки, со закачалки, таква работа. Ако сакаш да не оставаш воблери кови овака што се насекое, а и не се исплати да ги оставаш. Не се исплаќат. Да. Ќе објасниме за тоа. Користиме најчесто 30. Многу добро, многу квалитетна жила за подвез. Да се сме намале проблем. И да се запне не са кинец. Тоа е многу битно. Тоа е битно. Сега да го почнеме. Цел процес да го. Значи, делото премата многу битно. Да си имате грецкалица. Правилно. Упалјаче, грицкалица и упалјаче, многу битни работи. Или запалка по македонски, да. Така. За жилата и почнуваме овака одоздола. Еднаш. Кој се. После одиме доле. 2. Па, 3. Одиме. И се. 12 пати. Од 10 до 15 пати не е никаков проблем. Ова како што е, вака, го вртиме. Еднаш. Опа. Еднаш. Мало е тешко, 2 пати. Многу е тешко, не е малку ова.
Ајде, 3 пати. 4 пати. И овие 5 пати. Овие 5 пати тргаме овде. И сега како што го вртевме, го одвртуваме само и вамо нанесуваме. Аха. Оп. И ова останува. Ова малку го гајме. И го тргаме. Оп. Јас Тоа е искрено, ако сега пробам, не верувам дека ќе... Од прв пат, од да, е прв пат многу тешко. Ќе треба неколку пати за да го сватам што се. Прв пат е многу тешко, али имаме YouTube, имаме интернети. Баш така, да. Може си кој сакат мој да пробат. Сега FG. ќе и тебе ќе чвор. те имаме сега ќе те гледаме А, кој и ќе мене. затребаш. Тукас. Вака. Ако не, ало, стега. дојди подврзи ми. Ќе оставиме број на телефон, нека апарат. Ево пуштање. Како виде, мало сутра. Да, Мало мало сутра. сутра, да. Ова сечење колку што може поблизу. Се. И ова е многу битен фактор со упалјачот. Со малу само колку да фати. И ова што го прави жилепче едно онака напушта жила да излезе надвор од конец. Вистина, види. Да. Нема некоја одредена далечина за колку да види подвез. По жилба прилично добро да е подолг. Тука. И сега осми. И сега ставаме копец. Така. Директно А копец. значи ако е... Рајте што за воблер се работи. Аха. Ако се с блинкери, ворете да се клај јосмица за вртење, али за воблеров немат потреба. Рајте што подобро го носи вак. Аха. И сега ова... Како правиме најчесто. Тука. Овака. Значи ако е без подвес вака, послабо има удари. Мислам ако Па е... најчесто Затоа што да, е дебела дебела плетеницата, така? плетеницата и се приметува. гледат, се приметуваат внатре кој почиста послабо вода. удира. Послабо. И според наши искуство, според наши работи до сега, така. Да. Добро. Најбитно е да имат подвес, мисли да и жилата, да не некој сити некоја фосфорна или некоја што се приметува, да исто, значи, не бркат некоја работа. Ова е користи најчесто или Да. бела, користат флурокарбон, а флурокарбонот не е ко што е оваја, значи со FG нотон што е тешко се врзува. Тешко влагат внатре и тоа што ова овде вака е влагат жила внатре. Да, да, видам Да. како. И тоа е малку потешко за врзување и не го ни користи. Сега следно се оди на него, се мести или блинкер или Или воблер и се мафта. Така. И што блинкер и што воблери ќе препорачате вие за треска овдека? Наша Како треска- вас што се покажало поуспешно до За сега? наша треска овде најчесто и користиме ујка воблерите, салма воблерите и али. Али ујка воблерите доста ни се имат покажано како најефективни, најдобри за овој дел и најмногу на нив удираме, најмногу ти ги користиме. Вистина сме задоволни, вистина се многу добри. BD4, BD5 воблери. Сега имат и тука една добра работа што BD4 и BD5 се во добра форма. Ќе знаме на пример ова, што ова што викаат клунче, јазик ние што го викаме. Напред е во ваква форма. Ради тоа што имат и во друга форма, има ова. Нема врска. Добро, да. Како и да. Ево вака. Разлика се. Да, така. Што жицата влагат внатре, а овде дозвола. Се. Ова мој да се штелуваат како што ти душа сакат, што ние знаеме како што, ќе го представиме и така. тоа нормално. Ови воблери не се вртат во брзаци. Во брзаци не се вртат и тоа што овој вид на воблери во брзак ќе прави вибрација и оден уште се сврти. Да.
А овие се стабилни и се многу добри. Се, имаме различни од овака кои што гледаме видеи и различни воблери. Најголеми фаворити ни се тие и овие што ги викаме Red Head воблери, што најчесто пролетен дел тој дел од времето, да. Овие два се најдобри. Чекај, Red извини. Head. Може малце? Вака се. Може да се видите на камера Да. како се. Не да се ова е предпоставам се од риба. Да, све од Одирани риба, се, да. Ти досега најловен воблер тој не си имат погледан. Како го викате? Red Head. Red Head од Да. ујката тоа е, Red значи Head. Red Head. Fire Tiger ги викаат Аха. како идеали се идеални воблери за Еве, овие. еве. Како Тоа е овој петка, ова е четворка. Да. Абе, и И тој тој. Од риби си има оштетен. свој лузна. Да. Да. И И тоа тој си и има тоа свој убава лузна. Да. Ова предпоставам го прави голема пастрамка, нема. Да. 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 И Од блинкериве. едни од најдобрите што и досега и други не си имаат покажано. И ова е BD4, али е само малку друга боја. Аха. За мене досега е еден од најефикасните воблери што ги има овде користене. Нормално е се сите имаат ко помодерно дуо, рапала и такви работи, али за Ујката наши си е стандарди, ујка за тука. наши Значи, времења се многу квалитетни, многу добри. добро, па овие, еве да речеме јас имам вакви овие топчестите воблери. Овие топчести воблери најчесто се за клен, B4 или како и овие најчесто се за клен и за штука ги користат, или за сон. Само. А од блинкерите, со блинкери Блинкерите. дава резултат тука? Ова е најпојче. Што е тоа, Мепс? Мепс. Аха. Купува мара и жолто. И бело. Од овие. Најчесто од Мепс. Најчесто мепсот работи најубаво кој што треба. Тоа е тројка, иако е поголема водата четворка. Имам и Savage Gear. Некои се Овие ти се за блинкери пробувано, али овие не си имаат доста најдобри. Најубаво. Одлично, јас мислам да не правиме многу муабет веќе. да не Да не го време. губиме денот. Како што рековме и така веќе имаме изгубено веќе голем дел од денот. Доцна дојдовме, доцна го фативме и месецот за овој риболов. Па од тоа што ни преостанува да пробаме да направиме кејк малку. Да. Со некоја пастрамче. Одиме па да видиме што ќе види. Ајде. Од вистина. Еве, добри се. За најдобро точење користиме водена шмиргла. Само историја штелуиме воблер. Тие фатијачи? Овие ти се уките BD4 Аха. најчесто. И ово тргаме надолу за подобра вибрација. Ево вака. Зависи од колку да имат. И сега, зависи кој ќе бегат, на која страна бегат, на таа контра го врти. Ајде да видиме. Надолу. И сега бегат десно. Десно бега, да. Да. Што значи сега го вртиме Лево, тоа да. налево, така? Малку налево, сега ќе видиме, тоа е
Нема некоја дефиниција страшна. Него трга надолу врат. Аха, Ама, ајде видим. На плавото. Опа, сега оди убаво. сега Така? да. Одлично. Уште еднаш малку само треба колку. Сосема, уште малце налево треба? Билен малку. Па Значи, сепак и ова е, треба многу осет треба за оваа работа. Еве јас, например, не сум по овие работи, не можам да го забележам толку тоа бегање што вие го забележувате сега. 99% од овие рибари се што фаќаат не го знам, нешто и постари. Ама и не можеш да го забележиш. Да. На почетокот кога бегаше, повеќе го забележав. Сега не можеш да го И забележам. постари луѓе шиделе со нас, ево наој тубо. Тоа не е никаков проблем дека наој тубо, туку дека треба се штелнат. Па пишува воблер кој ќе купиш на кутија на сипе како треба се шталува. На полкапка. Да. Да. Да не пише на изкопиш и пред Саш. Се пишува ти на. Така. Да, сега оди точно. Да. Са право, фиш. Сега целен сум онова ќе А пробам. сега, За нешто да не Очекуј. губиме време во штелување на други. очекуј. Кепот сакаш? А? Си. Еве. Клешти ти трава? Сакаш клешти? Да. Нема. Ујка BD4. BD4. Најдобрите за пастрмка. Еве, тоа е тоа, Да. Ова е тој. четврка. Да, BD4. Ловен за овде. До сега единствено покажал најловен за овде овака. И за поситни, и за покрупни, и за најкрупна риба. За све, а? За све. И во вода како работи е многу добро. Најбитно е вибрацијата да му ја поговориш. Најбитната вибрација. Гледај, гледај, аве, ова е пол кило згоре. Аве, гледај се, гледај. Ајде. Ајде. Ајде мајсторе. Денеска мајсторе. Кепот, ова е килница. Кепчето кај? Килница. Кај е кепот? Кепот, Не го гледавме? Ко? Се парка ова. Ќе е кренија така. О, Убаво парче. Мајсторе на шабликер, да прашува. А воблерче. полека, да ти треба помош, чекај. Не е ништо ново. Ама одам да Ова за нас не е ништо ново. Еве вака. Шапарче. Во мајсторе, во. Идемо далje. убави. Браво. Ова.
Вие скокачките? Да. Не ми кажа така. Ти кажу со шишиње, со вар. Прегорена каква е таа не се знаит. И повитливе, пуштат. Ја секогаш имаме дојава. По 3 кила, по 4 кила пастрмки превртени, ги збирале. Влагале внатре во вода. И затоа и намалуваме. Намалуј рибата за тоа, ведь тоа што имат несовесни луѓе. Ќе се мачиш вака, ќе плаќаш карти, дозволи, ќе купуваш јадици, ќе купуваш опрема. Упропастуваат све. Жалост. Таа денеска што ќе биде за ручек, ќе видите накнадно. Можете да прашате она бате, онамо, како имат извајно таја риба. Каде? Не, од другата страна. Не. Мајстере, каде мајстере? На ова? Како? Јовица навистина не знам што да кажам. Истеравме еден прекрасен ден. Јас сум многу благодарен за оваа дружба што ни организиравте. Сизна дишавме чист воздух, сизна гледавме убава бистра вода. Прошетавме на многу места по реката Треска, направивме, јас барем направив навистина големо задоволство, иако како што кажавме на почетокот не го утнавме малце периодот за оваа работа, а и дојдовме доцна и денеска. За многу кратко време имавме доста удари од пастрмка, можеби не крупна, ама сепак правеше задоволство. Нешто извадивме, нешто не извадивме, тоа што го извадивме со задоволство го пуштиме да расти. Друг пат да дојдеме да направиме поголем ќеф, а за дружењето на маса па уште навистина немам зборови, една голема благодарност за гостопримливоста на домаќините, за мајсторите што ја уловија рибата, за да имаме можност така убаво да се дружиме. И во скоро време јас сакам да се видиме повторно. Секако, во сите ситуации, во сите моменти денеска што ги поминавме, мило ми беше за запознавањето. Абе, искуство плюс. Многу големо. Многу добро искуство. Јас сум ви многу благодарен што дојдовте. За следно организираме нова тура. Обавезно. Исто така сакам на крај да се заблагодарам и на Сара Спорт Бистро, кој што имавме можност да ги испробаме овие воблери, блинкери, кои што испаднаа на вистина и се покажале друг пат како ловни. Бистро до следна емисија. И поздрав. И Бистро до наше следно видување. Ајде, поздрав. Ајде.